Денес и утре се двата најстрадални денови во христијанството. Верниците се сеќаваат на настаните кои предходеле на Воскресението Христово. Светата црква ги одбележува овие 4 настани поврзани со Велики четврток. Тоа е Христовото миење на нозете на апостолите, тајната вечера, исклучувањето на новиот завет помеѓу Бога и човекот со востановување на светата Евхаристија, потоа прошталната беседа на Христа со учениците на Сион и правосвещеничката молитва во Гециманската градина и предавањето на Богочовекот и неговите страдања. Великденските адети започнаа денес пред сонце со традиционалното бојадисување на символот на Великден – јајцето. Станаме сабале рано и вапцаме црвени како шо е редо, нели, пред Великден. Нека се срекни празниците на сите македонци. Фарбаме јајца, сабале станаме пред сонце, пред изгрее сонцето и сфарбаме јајца за Великден, да си ги избањаме децата со црвените јајца и другите да си одеме на црква. Вапцахме, синоќе вапцаме. Се убаво. Дали јајца са мајне? Да. Што значи црвената боја според вас? Символиката на црвените јајца. Крвта на Исус Христос. Вапсувањето на јајцата е адет стар колку и христијанството и низ годините тој речиси и воопшто да не се променил. Вообичаено е да се фарбаат 3 црвени јајца, да кажам, еве, значи од етнолошка гледна точка, домакинките наутро пред изгрејсунце ставаат црвен килим, не зборуваат, значи не зборуваат со луѓето околу неа, со цел бојата да фати подобро на јајцето, да остане убава црвена боја. Друго нешто е тоа што фарбањето се одвива пред изгрејт сонце, значи не треба да биде изгрејано сонцето, а со овие 3 фарбани јајца, едното се остава за Господ, така наречено, а со другите 2 децата ги бањаат во сабота. На еден начин магиската моќ на црвеното јајце се осликува за здравјето на сите во семејството, посебно на децата. Значи ги бањаат со јајцето, поминуваат низ нивното лице со зборовите да бидеш бело и црвено како јајце. Денес јајцата се вапцуваат во најразлични бои, но символот на Великден бил и останува црвената боја. Црвената боја од секогаш е била, значи, боја на животот, боја на крвта, значи она што е исконско во народот, кај народот, црвената боја го отсликува и здравјето. Традицијата на вапсување великденски јајца денес на најмладите им беше презентирана преку работилница организирана од Штипската библиотека. Се со цел децата да ги запознаеме со нашите традиции и обичаи, би сакале и тие понатаму да ги пренесуваат од генерација на генерација. Да им покажеме колку е негуваме традицијата и колку го сакаме и колку ни е значаен овој најголем наш христијански празник. Да се сакаме, да се почитуваме, да се цениме меѓу себе и да ја негуваме традицијата, бидејќи еден народ постои ако се негува традицијата. Ние денеска научивме за црвената боја, зашто се бојадисуваат јајцата. Научивме за Велики четврток. Овде сме да го прославиме нашиот најголем христијански празник. Ние за Великден се поздравуваме Христос воскресне, навистина воскресне. Јас на сите христијани посакувам среќен Великден, овие денови да ги поминете со љубов и со среќа. Веќе утре православните го одбележуваат најтешкиот ден во годината, Христовото распетие, ден на траор и оплакување на распнатиот Исус.